деца од многу поголемо значење им е дружбата, љубовта која ќе ја осетат од другарчето. Да, секоја донација е потребна за штитениците од домот за деца без родители, но другарувањето со други деца, како она што го иницираат скоро една година младите извиници од Скопје, се непроценливи. Извиниците ги знаеме како истражувачи на природата, учат како да се снаоѓаат во неа и низ големата мрежа на другарувањето учат како да ја чуваат. Една од најважните работи кои ги учат е како да им се помага на другите луѓе. Веда, иако многу млада, веќе е ветеран во помагањето. Меѓу многуте беџови кои ја красат нејзината извиничка кошула е и беџот кој потврдува дека направила добро дело. Ние бидејќи бевме на денот на извидниците 22 февруари и тогаш ни даде амблем бидејќи сме направиле добро дело и сме дошле во домот. 6-годишниот Калин со воодушевување ги гледа беџовите на искусните извиници. Неговата нова кошула не е накитена, оти само што зачекори во извиничките тајни, но вели нема да биде така долго. Решен е да ги освои беџовите кои Веда скромно ги носи. Сакам да имам црвен крст, стреларство и за добро дело. Извидниците знаат дека беџот не значи ништо ако не се помогне на другиот и ако тие самите не станат подобри и покорисни на заедницата во која што живеат. Од оваа година доаѓаме секој месец, значи почесто доаѓаме, бидејќи имаме редовни состаноци со децата од домот 11 октомври и ги обучуваме исто како сите други извидници, да станат и они извидници, да научат нови вештини и нели нормално да освојат некои од амблемите кои што ги освојуваат сите извидници. Веќе кај доста деца, како некај сите деца се јави таа желба, дури и почесто да го прават тоа. Значи почесто да одиме низ Скопје да правиме добри дела, затоа што едноставно и тие се чувствуваат убаво и сепак корисно дека направиле нешто за својата општина, за своето општество во кое што се тука. Од домот за деца без родители велат дека помошта на извидниците е многу важна за нивните штитеници. Видете, нашите деца сакаат да се дружат многу, така да оваа дружба со извидниците е од огромно значење за нив, затоа што имаат прилика да се социализираат со другите деца од општествената средина, значи да научат многу нови работи. Еве во разговор со нив ми кажаа дека учат како да преживуваат во услови, да речеме, надвор од установата. Сето тоа е ново и многу интересно за нив и многу корисно во нивниот живот понатаму. Ова е една приказна како младите сакаат да помогнат, но и да ја променат реалноста. Од домот за деца без родители во Скопје заминавме во Крушево. Овој град тивко останува без население. Пред 15 години имаше 5500 жители. Сега нешто над 2000. Меѓу нив е и младата Билјана Стојановска. Иден адвокат. Таа е најдобрата потврда дека граѓанскиот сектор не е само семинар на кој ќе се усвои некоја стратегија, ќе се испие по некое кафе и ќе се касне благичко, ќе се стават потписи за присутност и никому ништо. Билјана во невладиниот сектор е од 16 години. По речиси една деценија делување, таа и натаму е уверена дека поголема корис на своето родно место ќе му донесе ако е во граѓанскиот сектор, наместо да се обиде во политиката. Сметам дека вистинските промени доаѓаат непристрасно од некои надворешни фактори, не внатре директно во носењето и носителите на одлуки. Во овој момент граѓанските организации работат многу повеќе во интерес на граѓаните и многу повистински се ангажираат за проблемите во општеството и пронаоѓаат исто така решенија кои што не се поврзани само со едни луѓе припадници на една партија или други луѓе припадници на друга партија, туку општо за целокупната заедница. Таа реши стекнатото знаење на еден семинар во Романија да го примени и во Крушево. Сака нејзините сограѓани да бидат информирани за сите одлуки што ги носи Општинскиот совет. Затоа се бори за лајв стриминг на секоја седница кои би се пренесувале преку социјалните медиуми. Крајниот ефект дефинитивно ќе биде поголема информираност, посебно на младите, зашто мене младите ми се во моментов најбитни. За да останат нели во градот, спомнавме дека има иселување, за жал, за да останат поголема информираност, поголема транспарентност, јавност и по одговорно работење на самите носители на одлуки. Дека е потребно подобро информирање на крушевчани, покаже и блиц анкетата која ја направивме во градот за тоа колку се информирани за работата на Советот.
Моментално слабо сме информирани, бидејќи слабо се пренесуваат информациите од случувањата на општинскиот совет. Ништо не знам. Појма не. Не знам што да има, знам дека си работа Добрица. Откаде да знаеме ни прилуѓе. Од општината одговараат, ќе биде. Тврдат дека транспарентноста им е важна, но дека пред се имаат други приоритети. Но велат и дека ќе ја реализираат иницијативата на Билјана. Ова е одлично, барем ќе го земем во предвид. Од оваа дистанца не можам да ви кажам дека веднаш ќе работиме, ќе го ствариме тоа, но можам да ви ветам и тоа да го чувате во вашата архива дека во иднина тоа планираме да го спроведиме. Можеби не веднаш од 2018 година, но во мандатот на сегашниот градоначалник сметам дека тоа ќе може да се исполни, со тоа да бидеме уште поотчетни и потранспарентни како што и претходно беше ветено од сегашниот градоначалник, а тогашен кандидат за градоначалник. Досега општина Крушево воопшто не информирала кога има седници на советот, а ниту праќала соопштенија за тоа што било усвоено како одлуки. Сегашното раководство вели дека лайв стримингот би заживеал до 2020 година. Иако рокот е долг, Билјана ќе чека до тогаш да види дали инсистирањето на потранспарентна и поотчетна локална самоуправа ќе се реализира.